По серијата скандали, кривични пријави и обвиненија кои се редат против струшкиот градоначалник Рамис Мерко, нема судска разрешница за ниту едно од 8 предмети кои во моментов се водат против него. Тој е првиот функционер од ДУИ, кој пред година и пол беше ставен на црната листа на САД поради корупција и мешање во судски процеси. Вице-премиерот Николовски неодамна јавно го повика обвинителството да се фати за работа, да ги процесуира сите предмети кои се водат против Мерко, како и кривичните пријави и за останатите функционери, кои самиот ги поднел до обвинителството. Го повикувам јавното обвинителство да постапи. Досега како министер имам преку 15 предмети испратено до јавното обвинителство. Со струга веќе има активни истраги, треба да се ги заврши јавното обвинителство и се надевам да одам на суд и да бидат осудени тие кои што прават криминал. Во меѓувреме, Мерко, кој 16 години е градоначалник, планира да ја појача преку бројната општинска администрација со 73 нови вработувања во изборната 2025 година и со тоа бројот на вработените го зголеми на 280. Планот за вработување го протна со гласовите на советниците од ДУИ и СДСМ. Опозицијата во Советот смета дека ова е најава за неговиот 5ти градоначалнички мандат по кој ќе трча. Ваквата диспропорција на бројката на луѓе што заминуваат во пензија со предвидените вработувања е заснована на политичка одлука и нелогичка. Со новите вработувања мислиме или цениме дека ќе се зголеми јавниот долг на општина Струга. И додека ги чека следните судски рочишта, кои е неизвестно кога ќе се одржат, Мерко мува не го лази. Се занимава со новогодишно украсување на градот. Инаку се водат 8 обвиненија, и тоа за незаконско поставување на директори во основните училишта, за набавка на луксузното возило Ауди А6 купено за сума од 67.000 евра. Тој е трето обвинет и во случајот со бесправно градење на објект во еден струшки хотел. Градоначалничката функција е дефинирана со член 54 од Законот за локална самоуправа, во кој стои дека мандатот на градоначалникот му престанува по сила на закон, меѓу другото, иако е осуден со правосилна пресуда за кривично дело на казна затвор во трајање од над 6 месеци.